Месец септември е месец на малигните заболувања на простатата. Токму на оваа тема ќе разговараме денеска со мојата гостинка, тоа е доктор Лилијана Ацева Андонова, специјалист, радиотерапевт и онколог. Докторке, добро ни дојдовте во нашето студио. Добре ви најдов, ви благодарам за поканата и еве, навистина сум многу радосна што можеме да зборуваме за една болест која што многу може да се превенира и рано да се открие и успешно да се лечи. Така, јас на најавата реков нели дека месец септември е месец на малигните заболувања. Вие во Сдруженијето на граѓани Здрава простата го одбележавте овој месец, да речеме. Ќе може ли да ни кажете најпрво околу тоа, па потоа ќе разговараме нели и за простатата и за карциномот? Септември е светски месец на ракот на простатата. Во многу земји во светот се одбележува со бројни активности, трибини. Ете и ние, така малку скромно, меѓутоа сепак го одбележавме со една јавна трибина, која што се одржа на 14 септември во салата во Даре Џамбас, во Црвениот крст. И мислам дека беше одлична можност да сите мажи и сите заинтересирани, впрочем, се информираат повеќе за болестите на простатата, за ракот на простатата, за сите аспекти на болестите на простатата, тргнувајќи од превенцијата па се до терапијата. Така, најпрво да еве да кажеме, нели да објасниме вие како доктор што е простатата и кои се најчестите заболувања. Простатата е машка жлезда, нели? Ја имаат мажите, тоа е жлезда која што спаѓа, односно е дел од машкиот репродуктивен систем, се наоѓа веднаш под мочниот меур, пред ректумот или долниот дел од дебелото црево, и таа продуцира густа, но бистра течност која што влегува во состав на семената течност. Простатата кај возрастни здрави мажи изнесува некаде 10 до 20 грама тежина и едноставно таа нормално со текот на годините расте, значи се зголемува. Меѓутоа, како најчести заболувања на простатата ќе ги спомнеме три. Тоа се воспалението на простатата или простатитот, што го викаме, било да е акутен или хроничен, потоа таа бенигна простатична хиперплазија или зголемена простата, и секако ракот на простатата, кој сепак е најсериозно заболување. За разлика од овие последни две заболувања, акутното воспаление почесто се јавува кај помладата популација, за разлика од тоа пак бенигната хиперплазија на простатата и ракот на простатата се јавуваат почесто во повозрастната група, да речам, после 50-та година од животот. Така, доктор Ацева, каде се наоѓа карциномот, нели за третото ќе разговараме во денешната емисија, каде се наоѓа карциномот на простата по честост на јавување кај машката популација во Македонија? Па и во Македонија и во светот ракот на простатата е на второ место по честота од сите малигни заболувања кои што се јавуваат кај мажите после 50-та година од животот, значи веднаш после ракот на белите дробови. Но во Соединетите Американски држави и во повеќе европски развиени земји тој извива на прво место. Зошто е тоа така? Можеби заради тоа што скринингот, односно редовните рутински контроли се почести, можеби заради тоа што имаше една доста успешна антипушечка, нели,
кампања во тие земји, така да бројот на пациенти со рак на бели дробови постепено во тие земји, во Соединетите Американски држави, во повеќе земји во Европа се намалува, меѓутоа ракот на простатата расте. Така да сега тој е во некои земји прв по частота. Кај нас во Македонија е на второ место, веднаш после ракот на белите дробови. Така, која возрастна група е најчеста на ова заболување, најризична? Така, значи секој маж има ризик да заболи од рак на простата, меѓутоа сепак има лица кои што имаат повеќе ризик или повеќе велиме шанси да заболат од ова малигно заболување. Ние тие фактори ги нарекуваме фактори на ризик. Еден од основните фактори на ризик е возраста. Тоа значи дека колку што мажот е повозрасен, ајде да не речем постар, толку е поголем ризикот да заболи од ова малигно заболување. Значи, 2/3 од пациентите кои што се со рак на простата се на возраст над 65 години, што значи дека се јавува во по напредната возраст. Меѓутоа, за жал, јас како онколог и од моето искуство забележувам дека се повеќе и повеќе имаме пациенти кои што се на помлада возраст од 65 години, односно веќе од 50 години треба да се размислува за тоа што велиме ние редовно контролирање или скрининг, редовни рутински контроли. Така. Кои се симптомите на карциномот на простатата? Како може да се препознае? За жал, значи, ракот на простатата често пати оди асимптоматски. Односно, еден долг временски период оди без никакви симптоми или симптоми кои што се неспецифични, некарактеристични и кои што постепено одат, така да дури мажите сметаат дека тие се може би така, нормални со годините, нели, со возраста. Основните симптоми се поврзани со пореметувањата, односно проблемите со мокрењето. Затоа што низ средишниот дел на простатата, значи на простатичната жлеза, минува така наречениот простатичниот дел на надворешниот мочен канал. Кога туморот ќе притисне на тој канал, тој се стеснува, се деформира и точно поради тоа се јавуваат тие потешкоти. Една од најчестите е честото мокрење. Значи, особено навечер. Често пати се случува да мажите мораат 2 пати, 3 пати во текот на ноќта да станат и да одат во тоалет за да уринираат. Значи, тоа им е еден од проблемите. Потоа, помал млаз при мокрењето, чувство на недоиспразнета бешика при после мокрењето, значи после самото мокрење. Исто така има чувство на ургентна потреба од мокрење. Значи сето тоа е поврзано со тоа стеснување на каналот кој што едноставно го прави пациентот да биде со многу по лош квалитет на живење. Едноставно му смета во текот на животот. Значи го врзува да не може да отиде на некои места каде што нема тоалет и така. Значи на секој сат бара место каде може да отиде во тоалет, било да е тоа кино, театар, значи малку се едноставно квалитетот на живењето е пореметен. Така, доктор Кеке, можеме ли да објасниме околу поставувањето на дијагнозата? Па, јас прво би почела со оглед на тоа што сепак сме во смисол на освестување, сепак септември е месец на подигање на свеста за ракот на простатата, би кажала пред се за
превенцијата и за тие скрининг тестови. Кои што е скрининг? Скрининг се редовни рутински контроли кои што се прават кај здрави мажи, значи без никакви потешкоти, никакви симптоми, а кои што се прават од 50-та година, меѓутоа и порано, доколку имаат генетска предиспозиција. Значи, тргнувајќи од тоа, ако некој маж има во своето семејство, ја има оваа болест, значи има татко, брат, чичко, вујко и така натаму, значи крвно сродство кој што ја има оваа болест, има поголема, значи, шанса или ризик да заболи. Во тој случај дури и пред 50-та година, значи од 45-та или 40-та година треба да прави рутински контроли или скрининг, кои што се истовремено и диагностички процедури. Ги поврзуваме. Кои се скрининг методи? Првата и основна е преглед кај доктор, односно кај специјалист уролог, кој што прави дигитален ректален преглед. Тој преглед е малку непријатен за мажите, меѓутоа е многу корисен и е, што е најважно, безболен, но кој што може да даде многу информации за големината, за формата на простатата и да открие евентуално некои тврдини, значи промени во самата простата. Значи тоа е првичниот скрининг тест кој што треба еднаш годишно мажите да го прават после 50-та година. Вториот тест е лабораториски преглед на крвта. Значи особено на туморските маркери, особено на, ние го викаме ПСА, односно простатичниот специфичен антиген. Нивото е нормално до 4 нанограми на милилитар. И не значи секогаш, значи не е 100% сигурно дека ако е над 4 станува збор за рак или за некое друго заболување како што ги спомнаме претходните две. Меѓутоа, сепак некако го наведува лекарот да доколку овие два теста се позитивни, да се продолжи со понатамошно испитување. Значи, дигитален ректален преглед, испитување на крвта, односно ПСА. Нивото на ПСА може да биде покачено и при другите заболувања, како што го рековме, акутниот и хроничниот простатит или воспаление, исто и при БПХ или големената, едноставно бенигна простата. Но, кога се вредностите над 10, значи многу поголеми од значи, на ПСА од нормалните, сепак постои големо особневање дека станува збор за карцином или рак на простатата. Така. Потоа доаѓа диагностичките процедури. Така, добро. Каква е здравствената култура еве во Македонија за одење на тие редовни прегледи, а со тоа и рано откривање на карциномот? Па, да ви кажам право, јас како лекар и иницијатор на Сдруженијето Здрава простата, сум многу задоволна, затоа што мислам дека во последниве 5 години направивме многу за подигање на свеста кај мажите за превенцијата и за, да речеме, скринингот и за раното откривање, односно да мажите, кога прво, кои ќе почувствуваат било каква промена или потешкоти при мокрењето, да се јават на лекар. Значи, да не се срамат, да не се плашат, затоа што секоја промена не значи и апсолутно рак на простата, затоа што овие симптоми, што ги напоменавме, се, рековме, многу неспецифични и не значи дека тие се исти и слични со исто бенигната хиперплазија на простатата и со акутниот и хроничен простатит. Значи, дефинитивната диагноза се поставува понатамо со понатамошните диагностички процедури. Со ехотомографски преглед на простатата и нормално со биопсија на сомнителната промена, доколку таа се види при ехотомографскиот преглед. Така, сега за оние, нели, физички активности, како влијаат кај пациентите со рак на простата? Дали треба да има повеќе зголемена физичка активност или?
Што се однесува до ракот на простатата, значи дефинитивно за сите заболувања многу е важно да има здрава исхрана, редовна, умерена физичка активност. Што значи здрава исхрана? Има студии кои што покажуваат дека мажите кои што нездраво се хранат, значи внесуваат многу масти, месо, конзервирана храна, особено црвено месо и така натаму, а не внесуваат овошје, доволно овошје, зеленчук, интегрални житарици, јачести плодови, значи каде што има природни антиоксиданти, тие имаат поголем ризик да заболат од рак на простата, а од друга страна, исто така и исхраната е многу важен фактор во понатамошното лекување на ракот на простата. Значи, внесување на антиоксиданси, природни антиоксиданси и исто така и физичка активност. Значи, нормално доколку тоа го дозволува болеснот. Зборуваме, значи, за мажи кои што се во добра општа кондиција. Така. И за крај, еве, на овој разговор, дали ова болест може да биде наследна? Значи, тоа е тој фактор на ризик покрај возраста што ја спомнавме. Исто втор важен фактор на ризик е генетската предиспозиција. Тоа значи дека сите мажи кои имаат ова заболување во своето семејство се со поголем ризик да заболат од рак на простата, отколку оние мажи кои што ја немаат оваа болест во своето семејство. Значи, последна генетска предиспозиција. Тоа не значи дека тие сигурно ќе заболат од рак на простата. Апсолутно, значи, ризикот е поголем. Ние секогаш зборуваме дека за малигните заболувања, значи причината, односно етиолошкиот фактор не е познат, зошто настанува таа генетска мутација не се знае, меѓутоа битната работа е дека кога последна генетска предиспозиција, многу е важно порано да се направат тие редовни рутински контроли или скринизи, за да тој може да се открие на време. Затоа што за ракот на простатата поготово е многу важно дека се лечи во рана почетна фаза 99%. Значи, тоа е излечива болест. А хронична болест е доколку се открие подоцна, дури и кога е метастазиран, и тогаш едноставно со една адекватна терапија пациентот може долго време да живее квалитетен живот и да се стави болеста во една хронична фаза. Значи, да речеме као диабетот и така натаму. Така. Доктор Рацева, јас ви благодарам за денешното гостување. Се надевам дека мажите не разбраа и дека разбраа дека треба да одат на тие чести скрининзи. Ви благодарам и вас. Ви благодарам уште еднаш, а ние, почитувани гледачи, одиме понатаму. Сега следува една кратка пауза, па потоа се враќаме повторно назад во студиото.